Кавадарци градоначалниче добива еден мощен значаен капитален објект, тоа е градскиот пазар. Конечно во вашиот мандат се отпочна она што долго се зборуваше во Кавадарци. Колкава е површината на градскиот пазар, што се опфаќа овој објект, гледаме градбата напредува. Така, Кавадарци последниве 30 години добива еден од најсериозните капитални објекти. Тоа е изградбата на градски зелен пазар со две подземни паркиралишта. Овој градски пазар го коментираме повеќе од 30 години како град, како општина. Успеавме во овој мој мандат и ветување предизборно да отпочнеме со градба и нормално да го завршиме до текуваната градежна сезона, односно до крајот на 2021 година. Станува збор за еден сериозен капитален објект со површина од основа од 2100 метри квадратни, две подземни паркирања, во моментот да гледаме минус еден паркиралиштето, кое што содржи 65 паркинг места, кота 0, која ќе биде со самата улица Зелен пазар, содржи исто така 65 паркиралишта и платото на пазарот покриено комплет со конструкција, модерна конструкција со сите пропратни елементи кои што треба да ги има Зелен пазар од 2100, така да целокупната изградба на површина негде околу 6400 метри квадратни, масивна градба, плюс конструкција од 2600 метри квадратни. Градскиот пазар ќе добие еден модерен лик, еден лик на 21 век по ХАСАВ стандарди, каде што ќе имаме 250 тезги за продажба на сите раноградинарски култури, зеленчук, овошје, млечни производи, сирење, риба и се она што е дозволено да се продава на пазарот. За таа работа во градбата на пазарот се инвестираат 102 милиона денари во целокупно уредување на пазарот, партерното уредување, електрика, машинство, пробивање на улицата Зелен пазар, која ќе биде двосмерна, која што исто така 30 години се чека, и уличното осветлување комплетно во делот на пазарот и околу самиот пазар заедно со улицата. Меѓутоа и тендерот е завршен за опрема за тие 250 тезги, кај ќе има од затворен карактер, со климатизирани тезги, со разгледни витрини и тезги во делот на продажбата на секојдневната продажба на зеленчук и овоше. Тој тендер е завршен негде околу 10,5 милиона денари, така да целокупната инвестиција на цела ова изградба со улицата Зелен пазар, целокупниот пазар со подземното паркирање и опремата на пазарот негде околу 116 милиона денари треба да ја завршиме во целост. Овие се средства обезбедени заедно со Советот на општина Кавадарци од заем, кредит од Комерцијална банка со една полна ниска камата, со грејс период и со отплата од 10 години, каде што самиот градски пазар и паркиралиште кои што ги имаме со мала допринос од општината, комотно ќе се ги враќа средствата назад и ќе имаме еден пазар кој што ќе доликува на еден град како што е Кавадарци, за да може да и луѓето пазарат, меѓутоа и безбедно пазарат во делот на храната. Сепак се работи за храна. Кога ќе заврши изградбата на овој пазар и кога ќе биде во функција, значи ли тоа дека пазарот кој што сега е алтернатива ќе продолжи да работи за жителите од долниот дел на градот? Нашиот концепт и замисла е тој пазар сега што го имаме и е некако вид на алтернатива додека го градиме овој пазар и овие дучени што се во моментот затворени и се обештетени додека се граде пазарот. Со отварањето на овој пазар да се повлечат пазарџиите во секојдневното работење тука, а тој пазар таму нормално нема да го ограничиме, ќе се остане за продажба и на дневни производи, меѓутоа наша замисла е да тој пазар го насочиме да биде повеќе во делот на големо продажбата. Што значи тоа? Тоа значи Кавадарци е лозарски град, имаме трпезно грозје, имаме и винско грозје, имаме и други градинарски култури, праски, не знам, други овошки кои ќе ги продаваат, да може таму да се стационираат и да продаваат на поголемо, меѓутоа нема да го ограничиме и продажбата на мало, и тој воопшто не е мал пазар, негде со тезги околу 150, во едно време предвидено е таму да направиме исто така конструкција за да бидат тие луѓе заштитени од временските прилики. Но крајната цел со пуштењето на овој пазар и пробивањето на оваа улица Зелен пазар, која ќе биде во двосмерен правец, првиот бенефит ќе го осетат граѓаните и жителите кои што до сега тука нема никаков пристап. Има многу лоши услови во делот на пазарењето од миризба, реа за тоа што нашиот пазар беше
од пред 50 години изграден без атмосферска канализација, без водоснабдителен систем за чистење, за комунално уредување. Крајната цел е да ние можеме до година 22 здрави живи во следниот мандат, улица Илинденска од Стопанска банка па до Ферчо, од месец мај до месец октомври ја затвараме како бит зона за шеталиште. Ова алтернатива од ова улица која што добиеме тука, ќе ни го овозможи пренасочувањето на сообраќајот да го имаме во овој дел и таа улица да ја затвараме за издавање на во делот на шеталиште, корзо, угостителски објекти, така мислам дека Кавадарци со овој потек во иднина ќе добие и едно шеталиште кое што мислам дека од времето го имало и граѓаните сепак да имаат каде да се прочитаат во тие попладни часови и така да мислам дека од месец мај до октомври би го добиле тоа шеталиште.